ова издание на емисијата на Прва Скопска, во кое се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Заразни болести му ставија клуч на Вардариште. На 4 мај ке се одржи најголемиот спортски спектакл во Скопје. Машинската и енергетската индустрија се соочуваат со недостиг од квалификуван кадар. Засилени сообраќајни контроли на скопските улици. Националната арена во Скопје ќе се вика Тоше Проески. Поради заразни болести кај бездомните животни и непостапување по дел од утврдените пропусти во работењето, инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство донесоа мерка за затворање и забрана за заловување на бездомните животни во рок од 30 дена во стационарот Вардариште. Во овој временски период ќе се заловуваат и во стационарот ќе се прифаќаат само кучињата кои каснале човек. Ветеринарите наредиле и спроведување мерки за темелна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во стационарот во рок од 5 дена пред негово повторно отворање. Како што соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство, на 19 март е извршена контрола во стационарот, каде инспекторите затекнале кучиња излезени од кафезите и животни кои во стационарот влегле однадвор преку оштетената ограда. Со контролата утврдено било и дека не е воспоставена ниту целосна контрола на влезот и излезот во прифатилиштето, а дел од кафезите не ги исполнувале условите за благосостојба и хигиена, односно не биле соодветни за сместување на заловените кучиња. Спротивно на законот во стационарот е утврдено присуство на кучиња без мајка, односно животни со несоодветна возраст помали од 6 месеци. Кај дел од заловените животни констатирано е нарушено здравје и присуство на болести. Спротивно на законските одредби со контролата е утврдено дека тие во прифатилиштето се сместени во исти простории со здравите животни, бидејќи не постои посебна просторија, карантин наменета за лечење на болните и за опоравување на животните, кај кои се извршени хирушки интервенции. Не работела и комората за одлагање на угинатите животни, а пред ламелите на кафезите не биле поставени листите за хигиена со информации за тоа кога е извршено чистење и со кои средства се спроведени мерките за дезинфекција, дератизација и дезинсекција. Исто така од Агенцијата за храна и ветеринарство додаваат дека на 2 април официјалните ветеринари извршија контролен инспекцијски надзор во стационарот Вардариште, при што е констатирано дека е постапено по наложените корективни мерки. Извршена е делумна санација на оградата, воведена е контрола за влез и излез во стационарот, ставена е во функција комората за одлагање на лешевите и воспоставен е карантин за одвојување на болните од здравите животни. Потврдено е водењето на соодветна евиденција за секое заловено куче, а преземени се и наложените мерки за спроведување на дезинсекција, дезинфекција и дератизација на просториите, се вели во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од град Скопје информираа дека постапката за затворањето на стационарот Вардариште од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство е направена по барање на град Скопје и наведе директорката на новото јавно предпријатие Лајка Тина Петрушевска. Целта на ова барање било да се направи увид во состојбите во стационарот и што треба да се направи за да се подобрат условите. Од град Скопје велат дека во моментов се работи и на проектот за целосна реконструкција и проширување, каде ќе се зголеми капацитетот од 110 на 230 места за кучињата. Граѓанските здруженија за заштита на животните го поддржуваат затворањето на стационарот. Тие веќе подолго време апелираа на затворање на стационарот, бидејќи не ги исполнувал условите за згрижување и хуман третман на бездомните животни. Друштвото на ликовни уметници на Македонија денеска ги представи плановите и предвидените проекти за наредниот 4-годишен период. Председателот на ДЛУМ Филип Фидановски, кој беше избран на 2 март, најави 2 нови изложби, но и отворено зборуваше и за проблемите со кои се соочуваат ликовните уметници во земјава.
На 10 април Длум со сопствени средства и со поддршка на Младинскиот културен центар ќе отвори изложбата Современна скулптура, на која ќе учествуваат 24 автори со 30 дела. Ќе биде доделена и наградата Боромир Трикески, именувана по академскиот уметник и под покровителство на неговото семејство. Што се однесува до месецот на Длум во МКЦ, ни следат две изложби. Едната е во среда, Современна скулптура, другата е на 22 овој месец, Поместени граници, чиј куратор од оваа година е Александра Вилич. На изложбата Современна скулптура, морам да кажам дека се реобновува оваа изложба. Значи, во минатото, пред многу децении, таа изложба Длум ја имало во својата програма како современа македонска скулптура. Подоцна, истата таа изложба се преименува во ситна пластика и некаде околу 80-тите години она згаснува како активност изложбена на Длум. И по неколку години претходното раководство пред нас ја востанови изложбата. Ние како раководство само ја наследивме да ја реализираме. Така да сега се вика Современна скулптура. Така да на изложбата се актуелни автори, нели, кои што актуелно творат. На изложбата ќе бидат застапени неколку автори кои што ќе се поканети да учествуваат, а се повозрасни, како Илија Джиевски, Васил Василев, Дадата, Симон Шемов. Она за што ќе се залага Фидановски е да обезбеди свој галериски простор, кој вели дека Длум, како најстара институција во ИСНАФ-от, постара од сите галерии и музеи во земјава, го заслужува по 73 години постоење. Благодарение на Министерството за одбрана, сега имаат само канцеларија во домот на АРМ од 20 квадрати за која плаќаат кирија. Се надевам дека во овој мандат од 4 години кој што ни е доделен, дека Длум ќе го добие оној заслужен простор галериски. Се надевам дека тој простор ќе биде соодветен за 73 години постоење на Длум. Нели, ние имаме и некои разговори со Националната галерија на Македонија за еден простор кој што може би во иднина и да го веќе да влеземе во кореспонденција за сето тоа. Станува збор за куќата на Лазар Личиновски. Председателката на Уметничкиот совет Дијана Томиќ Радевска рече дека идејата им е Длум да ги следи актуелностите во светот, да биде отворен за сите, но и строго селективен во критериумите со кои рече ќе се елиминира просечноста. Големиот дел од професионалците, од уметниците се разочарани од некој третман на Друштвото на ликовни уметници или квалитетот кој што постои. Сакаме да го промениме и да ги привлечеме да го чувствуваат друштвото како свој дом и место каде што и ќе се промовира она што во моментот се случува во Македонија, во светот, да се подобри квалитетот на изложбите кои што се Длумови изложби, меѓутоа и да направиме некои нови чекори што се однесува до актуелностите, да не се изразам популарно трендови, меѓутоа мораме да влеземе во уметничката сцена на светот. Според новиот тим, Друштвото на ликовни уметници на Македонија треба да биде отворен и за уметници кои не се негови членови, како и за автори од странство. Таква ќе биде изложбата Молк за на 22 април, која е дел од проектот Поместени граници. Под кураторство на Александра Вилич ќе бидат представени дела од 9 автори, меѓу кои еден од Грција.
Минатата година околу 10.000 луѓе излегоа на патеката на Визерскопски маратон во Скопје. Тие покажаа колку е значајна самата манифестација. Тркачите дојдоа од 51 држава од целиот свет, представувајќи ја сплотеноста на сите учесници и влијанието на мисијата на Визерскопски маратон да го зголеми значењето на спортот и здравиот начин на живење. Тоа совршено ја отсликува и одлуката маратонот секогаш да се одржува во овој период, во чест на 9 мај, денот на Европа. Како што информираат организаторите, годинава Визерскопски маратон ќе се одржи на 4 мај, а ќе биде воведена новина во штафетниот маратон со наслов ЕУ за спорт. Тој вклучува 4 тркачи, каде двајца од нив трчаат 9 километри, а останатите 12 километри и спојот на сите е еден цел маратон. Посветеноста на организаторите и поддршката придонесе Скопскиот маратон да прерасне во настан кој го промовира нашиот град и нашата држава. Организаторите на маратонот секоја година воведуваат новини и го надградуваат. Во склоп на Визерскопски маратон ќе се одржуваат неколку трки, и тоа трката од 5 километри, полумаратонот, маратонот и штафетниот маратон. Пријавувањето за учество завршува на 22 април 2019 година, а самите стартни пакети ќе може да се подигнат на 2 и 3 мај 2019 година во просториите на Парк Хотел и Спа. Сите кои ги исполнуваат условите ќе добијат 20 евра вредносен ваучер од Визер. Заинтересираните може да се пријават кај официјалниот партнер на Визерскопски маратон. Јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар Скопје од 10 април ќе поставува блокатори на сите возила кои ќе бидат затекнати на резидентно паркиралиште, а не се корисници резиденти на секторот во кој што се паркирани, со цел да им се овозможи на жителите на општина Центар непречено да ги користат резидентните зони исклучиво за нивните потреби, соопштија од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Поставувањето на механичко средство блокатор во зона 0 и зона 1 ќе изнесува 1200 денари, во зона 1 960 денари, а во зона 2 720 денари. Доколку казната не се плати во рок од 2 часа, возилото ќе биде отстрането со специјалното возило пајак. Акцијата ќе започне во зона 01 во секторите Дебар Маало и Градски парк, а потоа ќе продолжи и во останатите сектори со кои стопанисува предпријатието. Оваа промена се воведува заради големиот број поплаки од граѓаните кои не можат да се паркираат на нивниот паркинг од други возила кои не се станари, велат од Паркинзи на општина Центар. Преку 7 предизвици за 7 дена, учесниците да истражат нови начини за поздраво и поодржливо јадење, а целта на онлайн кампањата Јади паметно, што почна денеска и ќе трае заклучно со 14 април, ја организира Шведскиот институт и локалниот партнер за земјава Сите Сити. На Јади паметно може да се приклучи секој преку регистрирање на it.smart.confeti.event. Досега се имаат придружено учесници од над 50 земји и 30 учесници од нашата држава. Јади паметно ја подига свеста и им помага на луѓето да разберат зошто нашиот избор на храна е важен и колку храната е тесно поврзана со одржливоста на планетата. Во тек на 7 дена, преку 7 предизвици, учесниците од целиот свет ќе истражуваат како да јадат поодржливо. Јади паметно е забавен и лесен начин да се почне да се јаде посвесно, додека ги инспирираме останатите. За натамошно ангажирање на јавноста и давање смисла на пораката, спонтано ќе почне надпревар за значењето на храната во Западен Балкан од страна на блогерите. Наведуваат од Сите Сити. Според Сите Сити, она од што се состои нашата храна, како се одгледува и колку далеку е транспортирана, се сите фактори кои треба да се земат предвид при изборот на оброк. Органска, локално произведена вегетаријанска храна има многу помало влијание на планетата во споредба со конвенционално произведеното говедско месо од целиот свет.
Центарот за меѓуетничка толеранција во рамки на програмата за едукација, преквалификација и доживотно учење во соработка со општина Газибаба и фондацијата Фридрих Еберт спроведе истражување во компаниите од машинската и енергетско-електронската индустрија за потребите од квалификуван кадар за пазарот на трудот. Во делот на истражувањето Центарот оствари блиска соработка и со Средното училиште на град Скопје, ЕМУЦ 8 септември, кое е едно од поважните образовни институции кои ја произведуваат квалификуван кадар за потребите на компаниите. Како што информираше председателот на Центарот за меѓуетничка толеранција Владо Димовски, во истражувањето се опфатени 130 компании кои имаат седиште на територија на Газибаба, како и компании низ целата држава, а на истражувањето се работеше околу 5 месеци. Според податоците од истражувањето, во моментов компаниите најмногу имаат потреба од машински инженери, енергетски техничари, заварувачи, бравари, инсталатери, како и техничари за компјутерско управување. Ние истражувањето го правевме некаде во 130 компании. Започнавме од општината Газибаба, која ни излезе во пресред во тој дел, и заеднички со училиштето 8 септември, ЕМУЦ 8 септември. Го направивме тоа истражување. Работевме не цели 5 месеци. Од она што го утврдивме, според прашалниците кои пристигаат од компаниите, можам да ви кажам дека над 650 работници со средно образование, квалификуван кадар од делот на машинската и енергетска индустрија во моментов се потребни за компаниите кои се само во Газибаба. 650 кои утре можат да тргнат на работа. Го направивме истражувањето за да видиме дали ние имаме работна сила во Република Македонија, односно во делот на скопските компании, бидејќи најголемиот дел од компаниите од машинската и електроенергетската индустрија гравитираат на територијата на Газибаба, токму заради тоа и го започнавме тука истражувањето. Димовски додаде дека долги години во образованието се водела погрешна уписна политика. Со новиот конкурс на Министерството за образование повторно е истата од пред 2, 3, 4 или 5 години. Повторно се форсираат гимназиските паралелки. Бројот на ученици таму се зголемува наместо да се зголемуваат стручните занаети. Паралелки што се потребни за компаниите и за пазарот на трудот. Директорот на Средното училиште на град Скопје 8 септември Кенан Асани информира дека опаѓа интересот за стручно образование. Минатата година во училиштето се запишале само 14 деца. За нашите ученици за сите е гарантирана работа. Значи првиот чекор што го направивме тоа е околу стипендирањето. На почетокот идеше тешко и тоа. Меѓутоа после разбравме дека на вистина треба да се стипендира децата, да се стимулираат на некој начин. Сите компании едногласно сега стојат пази тоа. Значи ќе ги стипендираат децата, секој дете што ќе се запише кај нас ќе зима стипендија. Втората карактеристика која е? По завршувањето сите ќе бидат вработени, што до сега ниедно училиште не го нудело тоа. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски ги охрабрува младите кои се уште не одлучиле каде сакаат да го продолжат своето образование, да одберат струка што ќе им донесе занает и подготвеност, потоа со помош на општината и компаниите полесно да дојдат до работа соодветна на нивното образование. Во консултација со стручните средни училишта на нашата територија, како и бизнес клубот на општина Газибаба, Центарот за меѓуетничка толеранција, ги здруживме нашите сили со цел да изнајдеме решение за недостатокот на работна сила во компаниите. Заеднички работиме на едукација, обука, преквалификација, како и доживотно учење, стекнување на нови вештини, а посебен акцент ставаме на подигањето на свеста кај младите во изучување на стручните насоки, како и по завршувањето на образованието да го најдат своето место во компаниите во нашата земја. Георгиевски додаде дека ги охрабрува и компаниите да ги отворат вратите и да им дадат шанса на едуцираните млади, нивното знаење да го пренесат во нивните фирми. Постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение,
некогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, кои според податоците на Министерството за внатрешни работи се почесто се прекршуваат. Колку за илустрација, само минатото денонокие на подрачјето на Скопје од сообраќај се исклучени 34 возачи кои возеле пред да се стекнат со право на управување на моторно возило, а санкционирани се и 13 возачи кои возеле побрзо од дозволеното. Исто така евидентирани се 48 возачи за неносење сигурносен појас и 38 возачи кои зборувале на мобилен телефон додека возеле. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за Прва Скопска вели дека минатата година Министерството набавило нови 80 дрегери за тестирање на присуство на алкохол, 30 радари за контрола на брзината на возењето, како и 30 фотоапарати со надворешен блиц и дополнителна опрема за потребите на сообраќајните увидни екипи, со што значително е зголемена и сообраќајната контрола, што пак ги демотивира возачите да ја надминат дозволената брзина на возење или да возат под дејство на алкохол. Од СВР Скопје информираат и дека редовно одржуваат едукативни работилници од областа на сообраќајот со ученици од основните училишта и градинките, а покрај најмладите граѓани на правилно однесување ги учат и возрастните, кои со своите постапки покажале дека им е потребна едукација. За таа цел се реализира и посебна воспитна мерка, сообраќајна поука, на која учествуваат граѓани кои направиле прекршоци по разни основи во својство на возачи. Во Македонија речиси 41.000 деца или околу 61% од децата на предучилишна возраст од 3 до 6 години не посетуваат предучилишно образование. Ова се вели во новиот глобален извештај на УНИЦЕФ, каде се нагласува дека 176 милиони деца во светот на предучилишна возраст не посетуваат предучилишно образование. УНИЦЕФ ги повикува владите од целиот свет да ги зголемат инвестициите за да обезбедат најдобар почеток во животот за секое дете. Во извештајот се наведува дека е неопходно да се даде приоритет на квалитетно образование во раното детство. Првиот глобален извештај за предучилишно образование на УНИЦЕФ открива дека децата кои посетувале барем една година предучилишно образование имаат поголеми шанси да ги развијат способностите за критичко мислење, кои им се потребни за да успеат на училиште, помала веројатност да повторуваат одделенија или да го напуштат образованието, а со тоа, кога ќе пораснат, имаат поголема способност да придонесат кон просперитетни општества и економии. Во глобалниот извештај се нагласува дека децата кои посетуваат предучилишно образование имаат двојно поголема веројатност да ги совладаат вештините на почетно читање и сметање во споредба со децата кои ги испуштиле раните фази на образованието. Во земји каде што поголем број деца посетуваат програми за предучилишна возраст, значително поголем број деца завршуваат основно училиште и по завршувањето имаат базични компетенции за читање и математика. Во извештајот на УНИЦЕФ се вели дека ја поддржуваат нашата држава да го зголеми опфатот во квалитетно предучилишно образование. Ова опфаќа поддршка за развој на професионалните компетенции на наставниците во предучилишното образование, изготвување национална платформа за поддршка на наставниците и пристап до ресурси за поттик на детскиот развој, како и воведување национална програма за социјален и емотивен развој на децата на предучилишна возраст, која ќе помогне децата да се здобијат со цврста емотивна основа и капацитет подобро да се справуваат со секојдневните социјални интеракции подоцна во животот. За квалитетно предучилишно образование, како што велат од УНИЦЕФ, потребно е владата на било која земја во светот да обезбеди најмалку 25% од редовниот буџет за предучилишно образование за трошоци кои не се поврзани со плати, како што се обука на едукаторите и наставниците, изготвување наставен план, материјали за предавање и учење и механизми за обезбедување квалитет на наставата. Националната арена Филип II во Скопје е преименувана во Тоше Проески.
одлучи владата на денешната седница. На редовната 129-та седница, владата денеска донесе одлука за преименување на стадионот во Национална арена Тоше Проески, во чест на личноста која остави траен белег на македонската и регионалната современна историја, напиша владиниот портпарол Миле Бошњаковски на Твитер. Во 2009 година претходната влада го преименува поранишниот градски стадион во Национална арена Филип II. Инаку претходно постоеше иницијатива името на македонскиот најпопуларен пејач Тоше Проески да го носи универзалната сала во Скопје, во чест на неговите концерти за кои секогаш се бараше место повеќе. Цртаниот филм Душогрижници на авторот Оде Блажевски од 8 до 14 април ќе биде прикажуван на филмскиот фестивал во градот Бафусан, Камерун. Како што изјави авторот на овој цртан филм, ова е ретка можност да се случи наш македонски цртан филм да учествува на голем културен настан. Душогрижници е цртан филм кој е со траење од 7 минути и 21 секунда и авторот го работел околу 5 години, а беше објавен во јавноста минатата 2018 година. Овој цртан филм го правев подолго време. Го започнав во 2013 година, го завршив во 2018, речиси 5 години. Наменет е, да речеме, за млади луѓе, но и за возрастни, и обработува една општа тема, а би рекол и специјална, и специфична тема, да речеме се однесува пред се на нашите екзистенцијални прашања, а тоа е едно од нив, да речеме, исхраната. И сега во филмот и токму тоа доминира, да речеме, лебот како символ на исхраната, а пак исхраната како една од важните фактори за нашата екзистенција. Меѓутоа, јас се трудев да го прикажам овој факт или ова област, да, темата на нашето постоење во едни поглобални размери, мислејќи тука на универзалноста на просторот и на времето. Значи, лебот го зедов како символ на она што е наша најосновна преокупација, со тоа што, нели, исхраната и храната воопшто е важна за секој човек, секаде и секогаш. Блажевски вели дека досега има направено 5 цртани филмови кои се работени со компјутерска техника. Темите по кои се работени цртаните филмови се дел од секојдневието на денешниот човек и се наменети не само за децата, туку и за млади и за возрастни. Под мотото "Правиме добри дела и растеме заедно", внедела на школка во градскиот парк ќе се случи големо и благородно дружење со цел ширење на добрина и хуманост. Настанот со име "Правиме добри дела и растеме заедно" ќе биде со богата програма првенствено за најмладите. Ќе учествуваат многу уметници, а околу сцената ќе има ликовна работилница, театроск со живи статуи, пантомимичар и изложба на цртежи. Ќе има многу подароци за посетителите, а организаторите на овој настан праќаат единствена и уникатна порака за ширење на добрината, за прифаќање на различностите и емпатија меѓу луѓето. Велат од женската хуманитарна организација Айнервил клуб Скопје Европија и невладината Аутизам МК, кои се организатори на настанот. Македонија веќе трета година е дел од најголемото глобално движење наречено "Продолжи понатаму", кое се одбележува на 28 април. Истовремено, месец април е посветен на подигнување на свеста за аутизмот како една состојба различна, но сепак слична. Голем број на компании и институции несебично ја даваат својата поддршка за организација на овој настан, верувајќи дека инклузијата и добрината се единствено што може да го направи светот поубаво место за живење. Ги повикуваме сите наши сограѓани да дојдат во градскиот парк на школка, да ни се придружат и сите заедно да испратиме порака за сплотеност, заедништво и добрина, соопштуваат организаторите.
Друштвото на писатели на Македонија го прошири членството со нови 13 автори. Новите членови се избрани на јавниот повик за проширување на членството во текот на месец март, на кој се пријавиле 47 кандидати. Во соопштението од Друштвото на писатели се вели дека председателството ги разгледало сите доставени материјали, ги проанализирало според утврдените критериуми и спроведено било гласење, на кое со мнозинство гласови се здобиле Петар Андоновски, Елизабета Бандиловска, Марија Гиревска, Мерсиха Исмаиловска, Александра Јуруковска, Славчо Ковиловски, Елима Заклиева, Виолита Мартиновска, Бранко Прлја, Сузана Веспасовска, Ана Стојановска, Снежана Стојчевска и Билјана С. Црвенковска. Новите членови на Друштвото на писатели на Македонија ќе бидат свечено представени преку кус разговор и сегмент од творештвото на книжевната вечер, што ќе се одржи во просториите на Друштвото на 15 април, со почеток во 19 часот. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.